Добар ден и добре дојдовте во најновата Телма Амбулант. Како и секој петок, емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Со витамини и минерали во борба против COVID-19. Во услови на пандемија е исклучително важно да се има функционален и силен имунолошки систем. За таа цел на организмот му се потребни одредени микронутриенти, како што се витаминот С, витаминот Д, биофлавоноидите, потоа селенот и така натаму. Витамини и минерали се неопходни и за оптимално функционирање на кардиоваскуларниот систем, коските, зглобовите. Сите овие микронутриенти ги набавуваме, односно ги купуваме во аптеките. А каква е улогата на фармацевтите во услови на пандемија со COVID-19 ќе ни појасни денешниот гостин Иво Наков, фармацевт во Жан Митрев клиник. Добар ден и добре ни дојдовте во Телма Амбуланта. Добар ден и ви благодарам за поканата. Каква е улогата на фармацевтите, со какви предизвици тие се соочуваат во аптеките, како медицински лица кои што им се најдостапни на пациентите во услови на пандемија? Така, како што и сами напоменавте, значи во овие денови по оваа година како што трае пандемијата со заболувањето предизвикано од SARS-CoV вирусот, имаме доста зголемена побарувачка и потрошувачка на одредени суплементи, одредени витамини и минерали, како и доста од потрошниот материјал. Во исто време се справуваме и со доста голем дефицит на многу битни лекови. Тука би ги спомнали нискомолекуларните хепарини, кои што се доста битни и неопходни за оддржување на здрава состојба на телото од аспект на тоа да не доаѓа до претерано коагулирање, односно згрчување на крвта, кое што настанува поради зголемена агрегација на тромбоцитите, кое што е еден од најчестите симптоми и потешкоти што се јавуваат од ова заболување. Значи, предизвиците се пред се поврзани со тоа навремено снабдување со лекови, да бидеме постојано достапни за пациентите, да можеме да одговориме на сите нивни потреби. Ги советувате ли понекогаш оние кои што доаѓаат да купат одредени витамини и минерали, што е најдобро за нив доколку се во дилема? Ако нема некој лек, инсистираат ли на заменски? Како сето тоа изгледа? Тоа е пред се нашата улога, нели, како фармацевти во аптека, да можеме на пациентот да му помогнеме во неговиот избор, доколку се двоуми, доколку нели од тоа што сака да го набави за себе, постојат повеќе опции, различни комбинации и слично. Тука сме за да нели ги појасниме сите составни компоненти кои што влегуваат во еден препарат. Тука е битно и нашиот дел во менаџирање на терапијата, значи дали суплементите кои што им се потребни на пациентите реагираат со одредени делови од нивната хронична терапија или во моментов нели се случуваме и со политерапија, се соочуваме, така да е многу битно да се тоа правилно изменаџира во смисла на како да се пие, како да се зема еден лек, што исто битно доста кај пациентите, нели дали е поврзан со храна или не е поврзан со храна, колку треба да има разлика помеѓу одредени лекови во нивното секојдневно применување и слично. Сега ќе продискутираме за витамините и минералите кои што се најважни за нашиот имунитет. Велат дека тоа се С, Д, потоа минералите како што се селенот, потоа цинкот. Некои стручни лица сметаат дека не треба да бидат третирани како нешто што би било пожелно и добро да се земе, туку би требало да има препорака за задолжителна суплементација. Доколку во нашиот организам има дефицит од одредени витамини и минерали, може ли да се отворат вратите за вирусите? Апсолутно. Значи, сите овие витамини и минерали кои што ги набројавме пред се, нели, цинкот, селенот, С витаминот, витаминот Д, потоа дури витамините од групата на Б комплексот, сите се неопходни за оддржување на здрав имун систем, затоа што сите тие влегуваат во многу голем број на процеси кои што клетките секојдневно ги извршуваат со цел оддржување на здрав имун систем во човековиот организам. Што значи и како несоодветна суплементација, недоволен влез преку храната би овозможил да на голема врата вирусот го нападне и нели на некој начин го собори здравиот организам.
Така, кај лицата кои што и онака припаѓаат во ризичната група, дали е можен полош тек на болеста доколку има дефицит од одредени микронутриенти? Апсолутно, апсолутно, значи дефицитот на сите тие микронутриенти може и како да го отежни клиничкиот тек на болеста. Ние во овие услови секојдневно се соочуваме и ги согледуваме, значи последиците од несоодветно суплементирање, односно несоодветен внес на сите овие потребни микронутриенти. Предпоставам дека оние што ќе влезат во аптека најчесто бараат витамин С, дали сум во право? Дали е така? Апсолутно, тоа е најпопуларниот, најлесно достапниот и најкористениот суплемент, можам да кажам, на сите времиња. Зошто е тој толку важен за нашиот имунолошки систем, особено во услови на пандемија со ковид? Така, значи витамин С е најпознатиот антиоксиданс кој што постои, антиоксидансите ни се многу битни за телото во смисла за справување со оксидативниот стрес, односно со справување со слободните радикали кои што се појавуваат постојано во нашето тело и имаат способност да ги оштетуваат здравите клетки. Значи витаминот С влегува во мал милион процеси кои што ги обавува здравата клетка, важен е за метаболизмот на протеините, тој исто така е многу битна компонента во синтезата на колагенот, игра клучна улога во апсорбцијата на железо, значи тука веќе имаме други моменти, доколку имаме несоодветни внесови, недоволна концентрација на С витамин во организмот, нарушената апсорбција на железото води до намалени количини на кислород во организмот, што и како влијае на целокупниот тек, поготово при еден ваков тип на заболување. Јас најдов еден факт поврзан со витаминот С, кој што сметам дека би можел да биде интересен, а вие би го искоментирале, кој што гласи, некои имунокомпетентни клетки содржат концентрација на витамин С повисока за 10 до 100 пати од нивоата во плазмата. Значи, тоа дека клетките кои што всушност се борбени, односно се вклучени во нашиот одбранбен систем, содржат поголема концентрација витамин С во себе, користат повеќе витамин С од останатите? Апсолутно, значи така. Тие концентрации кои што се значително повисоки во тие, како ги нарекуваме имунокомпетентни клетки, се доста поголеми за разлика од плазмата, еритроцитите, плумката и слично. Тие клетки се всушност леукоцитите, значи тука имаме милимоларни концентрации на С витаминот за разлика од плазмата каде што се микромоларни, значи тука е таа разлика од 10 до 100 пати поголема во леукоцитите. Исто така доста поголема концентрација на С витаминот имаме во хипофизата и во адреналните жлезди, што е показател на тоа дека е навистина битен во формулирање и правилно функционирање на имунолошкиот одговор на организмот. Колкава количина на витамин С, колкава доза ни е потребна во превентивните цели? Така, значи постојат бројни водичи, постојат бројни препораки како и на наше ниво на ова поднебие, така и на светско ниво, во врска со препораките и со тоа колку би требало да се прима С витамин, во нормални услови би можеле С витаминот да си го обезбедиме преку исхраната, разновидната и правилна исхрана, поготово со оние овошето, зеленчукот, се она што содржи големи витамини, големи концентрации на витамин С, би ни овозможило да имаме доволен влез. Меѓутоа, тоа подразбира да се јаде сирово овошето и зеленчукот, значи особено да не бидат термички обработени. Така, термички обработено не и треба да бидат свежи, што туку набрани за да го задржат количеството на витамин С. Свежите намирници се тие кои што би обезбедиле поголеми, подобри количини на С витамин во организмот. И секојдневието, брзиот начин на живот, притисоците со кои што се соочуваме секојдневно, ни наметнуваат, да речеме, потреба од тоа да го земеме С витаминот во форма на таблета. Значи, тука препораките се движат дека околу 500 мг на С витамин дневно се доволни за да се задоволат потребите на организмот. Но тие 500 мг е битно да бидат внесени како
таблетка која што би имала, например, продолжено делување, да не се веднаш ослободат и isfрлат преку урината, бидејќи тој е високо растворлив во вода како витамин и многу брзо се елиминира од телото. А дали кај оние кои што се болни од ковид е потребно да се суплементира поголема доза од витамин С? Апсолутно, бидејќи веќе станува збор за еден имунокомпромитиран пациент, способноста за борба на организмот со тие слободни радикали кои што ги напоменавме, кои што се главни одговорни за клеточното оштетување, битно е да се суплементира со поголема количина на витамин С, значи препораките превентивно се да се внесува од 1 до 2 грама, а кај потешки слики, например, на ковид пациенти се оди со суплементација дури и до 6 грама на С витамин дневно. Значи тие што се во интензивна нега добиваат поголеми количини витамин С? Така, значи кај нив може да се оди до 6 грами на С витамин во текот на денот. А ние дали можеме да претераме со витамин С доколку го суплементираме и може ли да доведе сето тоа до некакви здравствени проблеми? Апсолутно, иако се тоа не е толку страшно и не е толку сериозни последици кои би ги имале доколку се на некој начин предозираме со С витаминот, значи повраќање, абдоминални потешкоти, мачнина, главоболка се симптоми кои што може да се појават при преголема количина на внесен С витамин. Да им дадеме можности на гледачите да се вклучат во денешната емисија. Верувам дека имаат прашања поврзани со суплементацијата на витамините и минералите како начин за зајакнување на имунитетот, особено во услови на пандемија. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Добро знаете дека доколку се јавите, ќе можете да добиете одговори на сите ваши прашања и дилеми поврзани со темата на која што денеска зборуваме, а одговори ќе даде Иво Наков, фармацевт во Жан Митрев клиник. На одбранбената линија против вирусите и болестите се наоѓаат и цинкот и селенот. Се погласно се зборува за значењето на цинкот во зајакнувањето на нашиот имунитет. Зошто е тоа така? Апсолутно, значи цинкот се знае дека влегува во составот на огромен број на ензими кои што се главни за нормално функционирање на организмот. Тој има битна улога во развивањето и во самата активација на Т-лимфоцитите, оние клетки кои што се одговорни за нашиот имун систем да функционира правилно и нормално. Тој е како битен за имунитетот, влегува исто така и во процесите на создавање, значи на синтезата на протеини како и на ДНА киселината во клетките. Исто така тој има улога и во зараснувањето на раните, кои што може да се појават, така да и така има битна улога во справување во услови на пандемија со еден ваков тип на вирус, например. А што е со селенот, дали тој важно да се зема, бидејќи обично го земаат за проблеми со тироидната жлезда, дали има некаква функција и во зајакнувањето на имунитетот? Апсолутно, значи селенот спаѓа во таа група на силни антиоксиданси, затоа се препорачува негов дневен внес во организмот барем од околу 50 на микрограми кај пациенти кај кои е зголемена потребата. Тој покрај тоа влие и на доста метаболитички процеси, меѓу кои, како што спомнавте, и на тироидните хормони. Затоа е битно кај пациентите кои имаат нарушување на тироидната жлезда да извршат една суплементација со овој минерал. Има исто така голема улога во заштита на организмот од оксидативен стрес, како што напоменавме, заради неговиот антиоксидативен потенцијал. А што е со нивото на железото во крвта? Дали намаленото железо го намалува и имунитетот? Индиректно секако дека влијае на намалување на имунитетот, значи железото како главна составна компонента на хемоглобинот и како е битно за транспортот на кислородот во телото. Значи намалени концентрации на железо во крвта, но може да доведат до
еден генерален умор и омалаксаност, недостаток на енергија, а сето тоа неповолно влијае нели на клиничката слика, односно на состојбата на пациентот. Дали витаминот А и витаминот Е имаат имунолошка улога? Витаминот А и витаминот Б исто така витаминот Е се доста користени во овој период како зајакнувачи на имуниот одговор. Значи, витаминот А, бидејќи влегува во процесите на развивањето и на делбата на клетката, се предпоставува дека може да помогне во модулација на имуниот одговор. Исто така, тој е доста битен, например, при третманот и на сипаниците. Сипаниците, нели знаеме дека се исто така предизвикани од вирусна инфекција, што значи дека има улога во подобрување на имуниот одговор. Витаминот Е исто така спаѓа во групата, например, на доста потентни антиоксиданси, и има улога во сите тие противвоспалителни процеси кои што се случуваат кога организмот нели се бори со еден ваков тип на инфекција, што значи дека и едниот и другиот би ни биле од корист доколку ги внесуваме во овие периоди. Во детството нашата генерација, конкретно мојата, често пати примаше Б комплекс. Велеа за подобро здравје, за подобар имунитет. Сега некако витамините од Б групата не се спомнуваат толку често. Дали треба да внимаваме исто така и на суплементацијата со витамините Б? Б комплексот нели исто како еден од многу популарните витамини кои што сме ги користеле, точно така и нашата генерација, меѓутоа и младите генерации, имаат улога исто така во модулирање на имуниот одговор, значи тие влегуваат во еден голем број на метаболитички процеси, тие се прекурсори за доста од компонентите кои што се битни за правилно функционирање, значи на имуниот систем, посебно фолната киселина, значи цијанокобаламинот, ниацинот, рибофлавинот, значи сите Б витамини и така имаат значење, меѓутоа навистина не се толку популарни во моментов во борба со овој тип на заболување. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност и да го слушнеме прашањето. Поздрав до него и добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме, во програма сте, повелете. Јас патам од реума. Така. И рскавицата ми е повредена, и рбетниот стоп цел од кичмата и нозете удолу ме болат, мускулите под колена и стапалата ми трнат нозете. Така. Што може да добијам лек, нешто за тоа? Така, ви благодарам за вклучување во програма. Дали вака може телефонски да се препорача нешто или сепак е потребен еден преглед? И во однос на суплементација може би ќе препорачате нешто? Така, значи суплементацијата како нешто кое што нели сепак е наша одговорност и како би ја препорачале во однос на тоа да му помогнеме на пациентот да се чувствува подобро. Во вакви случаи е многу битно да се направи една убава анализа нели на заболувањето. Многу е битно од што потекнува, каква е клиничката слика, да се направат соодветни испитувања кои би покажале во каква состојба се наоѓа организмот. Во однос на симптомите, доколку би ги третирале симптомите кои што ги објасни гледачката, компоненти кои што најмногу се користат периодов за лекување на овие симптоми се нели колагенот, хиалуронската киселина, комбинациите на глукозамин, хондроитин, МСМ како компонента, калциумот, да не го заборавиме калциумот како еден од најбитните фактори во коскеното здравје. Значи, постојат доста препарати кои што може да се искористат за лекување на тие симптоми, меѓутоа пожелно е претходно да се направи нели една убава комплетна слика за тоа за што станува збор. Дали и растителните материи би можеле да помогнат во превенцијата на болеста COVID-19 или пак таа да има полесен тек? Се почесто можеме да прочитаме за биофлавоноиди. Што се тоа?
и колкаво е нивното значење? Биофлавоноиди, значи тоа е една многу интересна група на растителни компоненти. Тоа се всушност метаболити. Тоа се продукти кои што растенијата ги создаваат во тек на нивните процеси на раст, развој, фотосинтеза и слично. И како се битни затоа што имаат повеќе кратни улоги од заштита на имуниот систем пред се до заштита на кардиоваскуларното здравје од причина што тие имаат доста јак антиоксидативен потенцијал. И сами по себе се доста јаки антиоксиданси и исто така имаат способност да ја помогнат антиоксидативната активност на овие што веќе ги напоменавме, значи С витаминот, останатите витамини, минерали кои што имаат антиоксидативен ефект. Во борбата против болеста и како можност да го зајакнеме имунитетот, треба ли да направиме комбинација од сите овие витамини и минерали и растителни материи? Најчесто и самите препораки веќе содржат комбинација на сите овие компоненти. Значи, пожелно е да се направи комбинација на С витамин, Д витамин, кверцетинот е исто така доста популарен и влезен веќе во протоколите за третман, кој што исто така представува еден вид на флавоноид, односно биофлавоноид. Така да, секако пожелно е да се направи комбинација за да може ефектот да биде што побрз пред се, бидејќи тоа е исто битно кај пациентите, никој не сака долго време да биде со симптоми да се чувствува нелагодно, за таа цел е потребна таа комбинација. Подобро ли е да земаме засебно витамини или пак да земеме еден препарат кој што ги содржи сите овие супстанци? Така, добро, генерално нема препарат кој што може да содржи се од наведеното. Меѓутоа има доста добри комбинации, например тука би го спомнал ортомолот како препарат кој што е една иновативна германска технологија на изработка на овие препарати, кои што и нас ни се тука од избор, пред се поради квалитетот и поради тоа што знаеме што би понудиле према пациентот. Значи, ортомол имун, например, е еден препарат кој што во својот состав ги содржи сите витамини и минерали, значи А витамин, Д, С, Б комплекс групата, потоа содржи цинк, селен, манган, бакар, значи се она што е потребно во идеални дози. Дополнително збогатен со тие биофлавоноиди, значи пред се цитрус биофлавоноиди, ликопен, има доста убав ефект, значи она што сме го виделе кај пациентите кои што тука сме ги третирале со него, после една доза од овој препарат имаме значително подобрување на клиничката слика. Значи зборувам пак за оние кои биле лесни до средно тешки случаи на COVID. Така да пожелно е секогаш доколку е возможно да се земе една таблета, да се земе помалку со цел да не го оптоваруваме и црниот дроб во преработката на се она што го внесуваме. Меѓутоа не е страшно и да се земат одделно доколку станува збор за една полесна клиничка слика. Нема потреба да направиме една целосна суплементација со сите, може и да се оди на пример само со цинк, С витамин и Д витамин, така да изборот е сепак индивидуализиран према тоа што го имаме пред нас како клиничка слика. Така, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме да разговараме што се ни е потребно за зачувување на кардиоваскуларниот систем. Ако се чувствуваме уморни, може ли да земеме некој суплемент за да ни биде подобро, а ќе проговориме и за зачувување на рскавицата на коските. Останете на Телма. За витамините и минералите кои се на првата борбена линија во битката против вирусите, денеска зборуваме со Иво Наков, фармацевт во Жан Митрев клиник. Иво, има ли некакви минерали, суплементи, односно витамини кои што влијаат добро
врз здравјето на срцето и кардиоваскуларниот систем? Кои микронутриенти би можеле да ги издвоите? Како што веќе зборувавме до сега, значи и самите витамини и минерали делуваат како антиоксиданси кои што се битни за заштитата на срцето и одржување на срцевото здравје. Дополнително тука би ги издвоиле и некои други компоненти како што се на пример омега-3 масните киселини, би го издвоили коензим Q10, коензимот L-карнитинот. Тоа се сите компоненти кои што имаат значајна улога во оддржување на витална и добра функција на срцето. Ајде да проговориме за мастите. И ве споменавте омега-3 масни киселини. Тука да погледнеме и еден телоп, односно факт кој што гласи мастите се неопходни за нормално функционирање на организмот, а нивните улоги се бројни. Но со години постоеше еден мит дека е потребно да се намали консумацијата на масти, значи беше советувано да се исфрлат од исхраната. Новите истражувања го побиваат ова тврдење. Сепак има добри и лоши масти. Кои се лоши, а кои се добри? Да, така е, секогаш треба да се направи разлика во тоа дека постојат заситени и незаситени масни киселини. Оние кои што се штетни за организмот се заситените масни киселини, додека оние кои што се од полезност за организмот се незаситените масни киселини. Тука спаѓаат значи омега-3 киселините, меѓутоа и другите покрај нив омега-3, омега-6, омега-9. Значи разликата во нивните имења е во однос на тоа колку двојни врски имаат во својот состав, должината на ланецот, тие се значи едни долги ланци на јаглеводороди. И затоа е битно да се знае дека токму тие незаситените се тие кои што имаат полезно дејство врз срцевото здравје. Имаме ли потреба да ги примиме сите омега масни киселини, значи омега-3, омега-6, омега-9? Потреба или полезност. Треба да се направи исто така разлика. Значи, оние кои што се попотребни, условно кажано, се омега-3 киселините. Препорачливо е да се внесуваат и омега-6 и омега-9 киселините. Со правилна и редовна исхрана, нели секако ги внесуваме ние тие масни киселини. Битни ни се заради регулација нели на нивото на холестеролот во крвта, регулација на триглицеридите, индиректно влијаат на оддржување на нормален крвен притисок. Омега-6 киселините се смета дека имаат и дополнително антивоспалително дејство, а омега-9, например, киселините се смета дека ја подобруваат активноста на инсулинот. Што значи доколку например, внесуваме доволни количини на риба, ленено семе и слично, би можеле да ги уживаме сите овие кардиопротективни ефекти. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Би сакала едно прашање да му постава на фармацевтот. Така. Какво мислење има фелата нивна во однос на германиумот, односно Г132 плюс натурал, бидејќи така многу се популаризира, не би здрав, како антиоксиданс и така. Ви благодарам. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали слушнавте? Да. Германиумот представува еден вид на комбинација на овие витамини кои што ги изборувавме претходно, значи витамин А, С, Е, како и изолати од печурки кои што се сметаат дека имаат имуномодулаторна активност. Од аспект, значи, баш на таа антиоксидативна активност и потенцијалот што го поседува, периодов е исто така доста трошен како суплемент во борба против вирусните инфекции, во борба против моменталната пандемија со SARS-CoV вирусот и слично. Ајде да проговориме за коензимот Q10, кој што го нарекуваат и коензим на младоста. Зошто носи таков епитет? Има ли некакво значење во здравјето на кардиоваскуларниот систем?
Апсолутно, значи како што самите кажавте, се нарекува коензимна младост, токму од таа причина што е еден од најмокните антиоксиданси кои постојат и истиот е кофактор во сите оние редокс процеси, односно заштита на организмот од оксидативен стрес. Има многу битна улога во заштита на мастите, на протеините, на ДНК материјалот на клетката и од таа причина е еден од најпопуларните и најкористените суплементи во заштита на срцевото здравје. А што е со L-карнитинот? L-карнитинот е исто така една компонента многу слична на аминокиселините кои што се создаваат во организмот. Тој има способност да ги претвара, значи, телесните масти во енергија, која што му е потребна на организмот, која што е како важна за правилна срцева работа, како и функционирање на мозокот. Исто така обезбедува и подобрување на движењето на мускулите, што е многу битно за срцето како мускул. Тука би сакал да напоменам исто така дека препарат од избор на мене и колегите, колешките кои работиме со советување на пациенти во однос на терапија и суплементи, станува збор за ортомол кардио. Ортомол кардио е комбинација на апсолутно се што досега набројавме во смисла на омега киселини, коензим Q10, L-карнитин во соодветно избалансирани дози. Исто така во својот состав има и полифеноли, има бета-каротен, што е од големо значење за оддржување на добро срцево здравје. Ако добро видов, имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добар ден за него. Ало, добар ден, поздрав до гостинот и вас. Ви благодарам. Едно прашање. Јас сум оперирана од карцином на тироидна звезда, исто и паратироидните не работат. Зимам калциум карбонат 3 грама дневно, витамин С, рокалтролот, тука е со D3, нели? Сега зимам и магнезиум директ од 400, тоа веќе го пијам 3 години. Ме интересира дали, пошто магнезиумот има Б-комплекс, дали е добро да се пие редовно секој ден, а исто така имам и хроничен перикардит, си го зимам лененото семе и имам добри ефекти од него. Така. Прашањето моје е тоа дали магнезиум Б-комплексот е добро да се зема секој ден, да не има некои нуспојави. Така, не сакани ефекти. Пошто сум оперирана. Така, бидејќи имате имале здравствена тегоба која што сте решавале оперативно, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Така, значи во однос на проблемот со кој што се соочува пациентката, не можев убаво да ги слушнам сите компоненти кои ги прима. Многу е битно во таквите состојби да се врши редовна контрола, нели, за да се одржи здравјето во една нормална функција. Во однос на магнезиум и Б-комплекс како компоненти кои дополнително се примаат, нели, сега се и доста популарни, посебно и кај младата и кај повозрастната популација. Значи, доколку нема потреба, магнезиумот нема исто така индикација да се употребува секој дневно. Но доколку станува збор за луѓе кои што имаат проблем со постојани грчеви, да речеме и слично, тогаш може да се зема. Значи, во овој случај кај пациентката не би направил проблем, но доколку нема реална потреба, не е ни задолжително неопходно да се користи. Ајде да проговориме за проблемите со рскавицата на коските. Што е потребно да се прима за да се намалат болките при една ваква состојба? Што е често? Значи, тоа е доста честа патологија
која што нели ги измачува, да речем, пациентите во однос на тоа дека сите тие пациенти се соочуваат со една тешка клиничка слика. Верувајте, кога пред вас ќе застане човек кој што има проблем со овие ткива, се познава болка. Значи, болката е таа која што е многу битна да помогнеме некако да се сузбие кај пациентот или барем намали во колку е можно по голем степен. Дали треба да се зема колаген, хиалуронска киселина? Така, сега сакав да ги спомнам. Така, тоа се доста популарни исто така компоненти кои што се користат во голема мера. Значи, сите тие компоненти влегуваат во составот на раскавичните ткива, во составот нели на коските. Тука би ги издвоил и калциумот и D-витаминот како компоненти кои што одат нели во комбинација со колаген, хиалурон, односно хиалуронска киселина. Има доста препарати на пазарот кои што содржат и комбинации на сите овие компоненти. Исто така од линијата на Ортомол како препарати постојат Остеотендо и Артроплус, кои што имаат нели различна примена во однос на тоа каде станува збор за нели кој дел е проблем од мускулокоскениот систем. Од хиалуронската киселина дури постојат препарати кои што се инјектираат интраартикуларно. Еве, например, кај остеоартритис на коленото постојат препарати кои што се инјектираат директно, а во својот состав содржат хиалуронска киселина. Таа е доста битен и главна компонента во раскавицата и во сврзното ткиво, помага нели во ткивната регенерација. Исто така се тие доста популарни како суплементи кај одржување нели на убавината. Постојат така некои ги земаат и за разубавување, ги конзумират, значи како суплемент, но некогаш и во форма на крем се аплицира на лицето. Ете така, постојат и топикални препарати нели за нанесување на кожата, постојат и во форма на таблети, капсули, спремни раствори и слично за подобрување на функцијата на кожата, значи косата, ноктите, се она што содржи во својот состав. И моето последно прашање се однесува на начинот да го победиме хроничниот стрес, уморот. Некогаш не можеме да спиеме добро навечер. Има ли начин сето тоа да се реши со суплемент? Бидејќи живееме во такви услови, морам да го нагласам тоа, нели постојано некаде брзаме, постојано се соочуваме со некаков притисок, немаме доволно време за да си посветиме повеќе внимание за себе и како се соочуваме со сите тие негативни последици по нашето здравје. За среќа постојат нели суплементи кои што можат да ни потпомогнат во решавање на овој проблем. Се она што досега дискутиравме, значи овие антиоксиданси кои што го штитат нашето тело, се битни да се несуваат без разлика дали станува збор за актуелнава пандемија или чисто за одржување на имуниот систем, се битни за да можеме да нормално функционираме. Би ги издвоил препаратите од линијата на Ортомол повторно, Витал М и Витал Ф, кои што се специјално дизајнирани за мажи и за жени, идеален баланс на витамините, минералите и антиоксидансите во својот состав, изработени нели со таа посебна технологија која што овозможува многу добро и навлегување и искористување на сите овие компоненти од страна на клетката, и како можат да ни помогнат во подобрување на нашите метаболитички процеси, подобрување на функцијата на нервниот систем, даваат и енергија која што ни е потребна нели во текот на денот, така да постојат препарати кои би ни помогнале да се справиме со секојдневниот стрес. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ни појаснивте кои витамини и минерали и растителни нели препарати би можеле да ни помогнат во
подобрување на нашиот имунитет и зачувување на здравието. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и за поканата. Почитувани Иво Наков, фармацевт во Жан Митрев клиник, беше наш денешен гостин. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден во 13:45 на фреквенцијата на Телма. Пријатно!